подготвени сме. Или во процес на подготовка за она што ни следува во следните минути. Надица Илиевска ни е тука во студиото, велам за прв пат оваа 2026, но наша драга соработничка дама, од која што сме научиле многу корисни работи кога исхраната во прашање, и се радувам ако нашите средби повторно ни станат пракса и во оваа нова 2026. Добре ни дојде. Добро ве најдов и секогаш ми е особено задоволство кога можеме нешто да покажеме, а воедно и да научиме. Да едуцираме. Тоа е целта. Срекна нова година, срекни празници, тоа си го честитавме зад камери, но убаво и вака да се посакаме јавно, да ни биде една убава, успешна година за сите, година во која што ќе доминира здрава или избалансирана исхрана, нешто што на сите ни е потребно. Па да, најобично си посакуваме здравие и навистина е месец кога треба да си посакаме се најубаво. А здравието во многу голема мера зависи од тоа што јадеме. Што јадеме, така е. Ние сме тоа што јадеме, така да секогаш треба да имаме во предвид дека треба малку да посветиме внимание и да размислиме и на тоа каква е нашата исхрана. Така е. Гледам темата ни е испишана, она што и ние од самиот старт на емисијата го споменавме, ќе имаме салата, ќе имаме и десерт, нешто секогаш интересно во поглед на комбинации, бои, избор на намирници, кога е Надица во прашање. Па и ти припуштам, Надица, тебе повели да ни соопштиш што денеска од намирници користиме и што ќе ни бидат крајните резултати. Поточно за каква салата станува збор и за каков десерт. Вообичаено кога ги барам рецептите, сакам да направам некоја избалансирана рамнотежа во помеѓу намирниците, кога се термички обработени, свежи намирници, само за да можам да покажам дека може да се искомбинираат така да бидат и добри по вкус. Вообичаено сите мислиме дека салатите што се здрави, впрочем и цела здрава храна, дека е невкусна. Меѓутоа може... Мислам дека тоа полека се менува низ годиневе. Што велиш? Па мислам дека генерално се уште... Тоа е размислувањето, дека ако треба здраво, дека тоа не е нешто... И како да се частиме некако, така доаѓа со некоја... сега, компирот е зимска намирница претежно, иако ја имаме 12 месеци. И многу дилеми има во тоа дали е здрава, дали е нездрава, како треба, што треба. Мислам дека сме зборувале на тоа дека многу е важно да начинот на припрема и овде е печен. Меѓутоа, компирот е одлична база да го искомбинираме со други свежи намирници и да добиеме крајен резултат кој што нема да го оптерети нашиот дигестивен систем, но сепак ќе даде енергија. Ќе биде оброк целосен? Ќе биде оброк целосен. Сега што се случува со компирот и со овие типови на салати? Компирот треба добро да го зачиниме. Сушност, секоја храна која што на некој начин не милуваме да ја јадеме во ваков облик, треба да биде добро зачинета. Јас понекогаш велам дека треба да одвоиме половина час, можеби само да зборуваме за тоа што зачините прават за нашето здравје и дека треба да ги користиме. Она што за денес го одбрав е една комбинација која што, бидејќи многу сакаме салати со кремови, и значи тоа е, на еден крем, на една, дајде да кажем, основа база, направив грчки јогурт. Вообичаено јас дома користам цедено кисело млеко. Меѓутоа, грчкиот јогурт гледам дека е намирница која што младите посебно ја прифаќаат. Доста популарна. На неа ќе ставиме друга база од јаглени хидрати, печени компир, и на тоа ќе додадеме свежи намирници, како што се кисели краставички, пченка, свеж морков. Во рецептот не беше свежата пиперка, но јас која ги набавував намирниците имаше многу убава зелена свежа пиперка и печени домашни пиперки од зимница. Што значи дека можеме дел од зимницата, од зимските намирници, кисели краставички, печени пиперки, морков кој што го имаме, да го искомбинираме со компирот, да додадеме и малку крем и сето тоа да биде оброк салата, која што се спрема многу брзо. Меѓутоа, оваа салата, прво, ќе не најаде, второ, имаме доволно билни влакна, имаме и пробиотски култури од киселите краставички, имаме и исто така
ферментирано, значи Од грчкиот дали јогурт? грчки јогурт, може да се користи кисело млеко, може да се користи павлака, тоа е веќе кој што сака. Јас понекогаш како база мешам кисело млеко и урда. И тоа е добра база и потоа понатаму на оваа основа, на компирот и на ова, во зависност од тоа што имаме дома, можеме да направиме нели сето тоа што треба. Пред да продолжиш, би сакала да го прокоментираме моментот со киселите краставички, со пипирките, велиш од зимница искористив, значи голем дел од луѓето можат зимницата на тој начин нели да ја искористат во различни варијанти, сегменти, така? Тоа ми беше А и не го целта. прават Тоа толку ми беше често? и целта. Многу често, и мене лично, многу често ми се случува да дојдам дома околу 17 часот и да бидам приморана од тоа што го имам дома, нешто да се смисли. И многу често мислиме дека ако немаме нешто конкретно на брзина да се направи, но може од нешто што веќе го имаме дома, да направиме здрав оброк и не треба да забораваме дека всушност треба да ги комбинираме работите. Значи се работи за печен компир, се работи за зимница која што ја имаме, меѓутоа на сето ова ако додадеме неколку свежи намирници, добиваме навистина една комбинација која што е комплетна, која што нема да не оптовари дури ни калориски, но сепак ќе биде доволно избалансирана и ќе ги задоволи потребите. Впрочем, ова е многу добро мезе. Јануарие се уште имаме милуваме да се прослави, посетуваме, имаме си бараме прослави, повод за дружба. си бараме повод за дружба, исто така може да биде исто интересно. Добар предлог. Во интерес на времето, Добро, што ќе бидеме брзи. Значи овдека имам мешавина од грчки јогурт и урда. Нема урда, овде има само грчки јогурт и има една лажица. Го спомнав тоа затоа што треба да практикуваме нешто што имаме дома. И некогаш кога имам дома, овдека за волја на вистината има и многу малку лук во прав. Ама тоа дава добар шмек. Тоа дава добар шмек, да. Тоа дава добар шмек и вообичаено на ова сега само ги додаваме компирите. Мислам дека сега еве малку позабележително ќе биде затоа што имаме бел танир и бела основа, затоа така. но во принцип Ова на лице местова ќе го измешаме. Ќе го измешаме. Значи и ова го додаваме. Многу едноставно, многу брзо. Си ја правиш чисто оваа салата? Па ова ми е релативно нов рецепт. Најден на интернет, не беше прикажан на македонски, беше прикажан на друг јазик, така да ми требаше малку за да видам што е и превод. Релативно нова работа, меѓутоа ми се допадна. Сега, например, овде во моментов го имаме ова по желба. Може да додадеме. Секогаш кога има различни бои, многу добро изгледа. Значи по желба може да го печените пиперки. По желба, например во моментов, мислам дека можеше да донесам и некоја маслинка. И тоа не ќе беше лошо, ако имаме боре ние некоја зачувано во значи, фриџидер, ќе си додадеме. по желба можеме да додадеме. Да, добро би дошло, имаш право. Добро би дошло, можеме да додадеме. Ова можеме да додадеме веќе и ова. И како што напомена, и некој зачин, веројатно имаш и... Значи, зачините се кај компирите. Кај Печените компири се сечат на коцки, добро се зачинуваат. Во овој случај, најобичен маслинов зејтин, црвен пипер, мешавина оригано. Јас сум љубител на зачини, па имам и мешавини. Ова е некоја шпанска мешавина која што ја додадов. Куркума секогаш додавам, подпечени. И што е најважно во таква ситуација, компирот е многу добар да се конзумира ладен. Бидејќи тогаш има нерастворливи, тогаш делот скроби. Зачините ќе го задржат вкусот. Меѓутоа, кога компирот ќе се олади, голем дел од јаглените хидрати стануваат така наречени нерастворливи, се претвараат во нерастворливи било или отпорен скроб, ние го велиме, и на тој начин го избегнуваме
од кои што сите се плашат, а тоа се едноставните јаглени хидрати во компирот. Со ваков тип на ладна салата тоа го избегнуваме, сепак добиваме ситост и сепак добиваме вкус. Компирот, впрочем, го имаме кај нас со векови и сите милуваме да го јадеме. Апсолутно, тоа сакам да кажам. Што значи дека можеме да прилагодиме, сето тоа да биде, сето тоа да биде и пријатно, ајде и да кажам, обично не сакам да го користам зборот здраво, меѓутоа да биде квалитетно избалансирано. Идејата е од сите видови на намирници да направиме еден оброк каде што ќе задоволиме потреба од билни влакна, ќе имаме и термички обработена храна, ќе имаме, значи, се што ни треба, ќе бидеме сити, а што е најважно од сето тоа треба да биде и вкусно. Да. Бидејќи тоа е најголемиот проблем вообичаено, кога разговарам со тоа што треба во одреден протокол да се конзумира, има една погрешна перцепција дека всушност сето тоа што ги чека да го конзумираат ќе биде невкусно и го добивам одговорот ќе издржам. Меѓутоа не е проблемот во тоа. Ама тоа е веројатно пред да пробаат, а потоа кога ќе пробаат ќе кажат уживам. И затоа ги милувам овие емисии каде што влегувам во кујна, затоа што може да се покаже за кратко време дека одредени комбинации навистина чинат добро за нашиот организам. Овде, например, во една порција не би имале повеќе од околу 300 калории. Ова го нагласувам за љубителите на оние кои што сакаат да бројат калории. Меѓутоа, затоа во целиот овој оброк ја имаме дневната потребна количина на билни влакна, она што во овие месеци на слави ни е неверојатно потребна кога сите сакаме да вкусиме и малку појака храна. Да. Мислам дека и повеќе одличен предлог за тоа оваа салата како може да ја искомбинирате или како да се најде што почесто на вашата трпеза овој период од годината, па зошто да не и нели понатака. Ова е салатата, сега преминуваме на десертот, но и десертот не е специфичен. Имавте можност веќе да ги погледнете рецептите испишани на екранот и ве може уште еднаш тоа да го пуштат нашите колеги, чисто да видите за каков десерт станува збор, а Надица е тука всушност да ни испрезентира. Станува збор за еден неверојатно брз рецепт. За еден неверојатно брз рецепт ќе ги искористам овие две тајнирчиња. Тогаш кога најмалите ви бараат благо или кога треба на брзина да направите нешто благо, единствено нешто е што треба барем 15 на минути, да биде во фрижидер за да се стегне и добиваме еден прекрасен мус. Може да се користи маскарпоне. Јас исто така не најдов убаво маскарпоне кога набавував, па земав исто така грчки јогурт, поточно поделив половина од искористивме и тоа е уствари многу едноставно. Значи го ставаме него. Во овој случај ставаме многу малку сладка павлака, многу малку за да добијам на густина. Добро. Не користам и не ставив лажици затоа што сакам да покажам дека не мора секогаш да биде се по мерка. Од око е најдобра мерка. Од око е најдобра мерка, да, јас си припаѓам на оние генерации кои што велат дека од око е најдобра мерка. И сега во ова... Што ни треба за сладувач? Да, ни треба за сладувач. Како за сладувач ставаме мед, тој понатаму и ќе се стегне. Ајде, цимет исто гледам дека има. Да, цимет имаме. Добро. И тоа оди во блендер. Тоа оди во блендер. И целата работа е завршена. Го вклучивме блендерот, така? Да, го вклучивме блендерот. Треба само добро да се измеша. Добра идеја за повторно чоколаден мус, како го нарече пред малку, така? Да, затоа што ние, и тоа е веројатно познат рецепт за тебе и за голем број од нутриционистите. Ние често тука сме се подготвували исто нешто научено од вас, кои што сте ни гостувале тука, за чоколаден мус со банана и авокадо. Да. Но еве повторно нови, значи, малку поинаков тип. Ова е навистина многу едноставно да се направи, значи
Генерално, дури Добра. и сега доколку треба да го конзумираат нашите најмали, јас ставам секогаш малку помалку какао. Меѓутоа, како десерт за возрастни, какаото е сепак тешко сварлива намирница. Што има, што мене ми се значи тоа? допаѓа? Па какаото е доста мрсно, доста густа намирница. Нели се препорачува да се користи? Се препорачува, меѓутоа сирово какао за деца до кај 4-5 години сепак влегува во една, значи овде ставивме сирово какао, значи не термички обработено. Сепак станува за една намирница која што малку потешко се дигестира и може да го оптерети нивниот стомак, меѓутоа за нас сировото какао веќе е сосема друга работа. Постои една интересна комбинација. Кога имаме еден млечен протеин, кој што има во себе и масти, млечните протеини се секогаш во комбинација со масти. Ни треба некој антиоксиданс кој што има масноти и какаото исто содржи голем број на масноти, меѓутоа компатибилни за дигестија со млечните масти. И ни треба носач да протеините од млечниот производ бидат однесени таму каде што треба. Какаото има специфични антиоксиданси, неверојатни, богати, исто така е богато и со железо, Да. кои што представуваат коензимски фактори, односно, наедноставно кажано, носачи на протеините кои што нам ни се Значи, тука какаото помага. Тука какаото помага, наедноставно да кажеме, да биде како самар, значи в грб ќе може да се однесат протеините, односно аминокиселините, до местата каде што треба да бидат комплетни и да се искористат. И тогаш имаме интересен податок. И тогаш имаме И тогаш имаме неверојатно добра комбинација. Овој десерт јас го препорачувам и на вежбачите. Добра. Посебно после тренинг, бидејќи не оптеретува. Ако е во прашање грчки јогурт или обично кисело млеко, тој е лесен. Меѓутоа, сепак овозможува протеински внес со доволно масти. Исто така, овој десерт многу го сакаат и оние кои што го љубат кетото, бидејќи во себе содржи добра комбинација на масти и на протеини. Или за која камера ќе може? Да, значи може да се конзумира апсолутно идентично и со веднаш. бојата на танирчето, така што еве вака. Колеги, само ако можева да се долови, може да се конзумира веднаш, супер изгледа, баш е како пудинг или како мус, така изгледа. И како напомена ти, дека ако се стави во ладилник... Само за 10 минути тој ќе добие погуста конзистенција, ќе биде поладна конзистенција, така што може да помине како зимски сладолед. Супер. Ова е за мене и за Ивана, бидејќи две испадна. А салатата ќе ја поделиме. Мислам дека се кажавме, така? Ако нешто имаш да си докажеш слободно, меѓутоа да, навистина ова беше еден многу брз, лесен, едноставен десерт, исто и салатата, иако нели таму кумпирот само си бара одредена термичка обработка и печење, но ова е уште поедноставно за многу од гледачите кои што бараат некаква идеја, некој новитет во поглед на исхраната, еве во оваа 2026-та, мислам дека дадовме и повеќе од одлични рецепти. Ми беше мило ако е така и секогаш сум расположена на некој начин да покажам дека всушност може и во однос на храната да размислуваме малку поинаку, а на крај сепак да биде вкусно. Така е. И јас се радувам затоа што низ годините навистина внесовме некои позитивни промени кај гледачите. Тоа веројатно го говорат и твоите клиенти со кои што постојано и секојдневно се соочуваш, се гледаш, работиш. Верувам дека заедно правиме позитивни промени во општеството и целта и ваша и наша е секако да имаме здрави генерации кои што многу посвесно ќе размислуваат за исхраната, за разлика од можеби оние претходни кога не било толку доминантно тоа. Во време кога навистина живееме во месец, кога се посветуваме на традиционалните рецепти кои патем јас ги обожувам, понекогаш треба да внесеме и по некој новитет, затоа што сметам дека ако на почетокот на годината барем помалку се случи оно за кое што во моментот го зборуваше, мислам дека на почетокот на следната година веќе ќе имаме многу подобра ситуација на секоја поле. Така е.
Се согласувам во целост, Надица, и ти благодарам што утрово беше дел од нашата утринска на Телма и што ни ги сподели овие идеи за рецепти и рецепти кои што ќе ги консумира тимот на Телма. Ви благодарам и на вас за вниманието. Се надевам дека уживавте и во овој денешен оброк на Телма. Останете на оваа фреквенција.